Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов во големата сабота. Единствената сабота во годината, која што е наречена голема, како што ни сведочи уште апостол Јован во своето Евангелие, а таа сабота беше голема, вели. Дојдовме речиси до Великден од прогнозите за Трета светска војна, за падот на Ердоган и некои слични, не видовме до сега ништо. Значи, одново извисуваат, овој пат грците извисуваат, како што србите и мнозина следбеници на Трамп беа прелажани и извисени зимоска и минатата година од погрешни пророштва и погрешни прогнози за тоа што ќе се случува. Но, ние му благодариме на Господа зашто не се случиле војни, неволји, глад, барем и тука кај нас, малку поблиску. Му благодариме на Господа што, уште еднаш ќе речам, според зборовите на брат Миле, живееме во утепана држава. И затоа имавме и имаме се уште слободни богослуженија и целата есен мината и целата зима и целата ова пролет на годишнината од минатата затворена пролет. Додека во цивилизираните земји под наводници, дури и во соседен Солун, целиот овој период од 6 месеци нема служба. Забрането да одат во црква. Слава на Господа што не сме членки на Европската Унија. Амин. Дај Боже. По можност да бидеме секогаш оазата на мирот. Иако вистинскиот мир доаѓа од Господа, додека Исаија одамна ни напишал дека нема мир за безбожниците. Деновиве беше забавно, барем за мене, да следам една необична дебата што се случуваше во грчката црква, паганската влада на Мицотакис, кое што од ланскиот Великден до последниве празници, не само зимските, туку и големиот јубилеј што го има 200 години од грчкото востание 1821 година, сите прослави, сите собирања беа забранети. Сите богослуженија беа забранети. И ајде сега се решија масоните малку да попуштат и кобајаги овој Великден да им биде слободен, но како слободен? Ке видите понатаму каква е таа слобода. Но грчката влада нареди да не смее да го празнуваат Великден на полнок, значи како што традиционално беше, туку во 20 вечерва во 21 часот. И сега тука настане една дебата. Побрзаа мнозина да речат тоа е отпад, тоа е грев, тоа е прекршување на црковните канони, мора да биде на полнок, не може да биде во 21 часот, бидејќи во 20 се уште не е недела, значи сабота е. И сега пазите што случаи. Се досетија грчките попови и владици и возвратија со аргумент не, саботата завршува
почнува и завршува со заоѓање на сонцето. Значи, за мене беше многу забавно да ја следам таа дебата овие денови. И така грчката црква се спаси од критики и осуди, бидејќи докажа со Библија, да видите колку убаво си докажа со Библија, со цитирање уште Левит 23 глава. Саботата почнува со зајде сонце, завршува со зајде сонце, така да ако прославиме Великден вечер во 21 часот, тоа нема да биде веќе сабота, тоа ќе биде првиот недела, односно првиот ден од седмицата. Сега, што ќе се случува понатаму, кога е Великден во прашање, не знаеме. Не знаеме ни дали ќе има до година Великден или било каков празник, бидејќи времето е навистина многу близко. Многу кратко. Во текот на оваа голема седмица се вжештија работите одново во Ерусалим. Израелската влада, која што направи каша попара изминативе месеци со сопствениот народ и покрај другите тортури, и за евреите важеше забраната да не смеат да имаат служби во синагогите, овој пат се обиде да им наметне таква забрана на муслиманите и конкретно да не смее да има никаква молитва, никакво собирање во џамијата Ал-Акса. Истовремено за денес, израелската влада забрани било кој православец од светот да влезе во храмот во Ерусалимскиот храм, наречен храмот на гробот Господов, ако не покаже сертификат за вакцинација. Српскиот независен сајт Борба за веру тоа го нарече само поданицима антихриста дозволен улаз у храм гроба Господњек у Јерусалиму. Но израелската влада се обиде да ги спречи и муслиманите да се соберат во џамијата на Храмската гора. Сега муслиманите се како и евреите, значи, фанатици од ист тип. Значи, не се православни, не се христијани воопшто. И кога проба Израел на муслиманите да им забрани, што се случи? Јас прочитав извештај дека се собрале 90.000 арапи од цел Израел во Ерусалим да ја бранат џамијата Ал-Акса, а Хамас пуштил по 2-3 ракети, мислам. Одново гаѓаше некои цели во Израел како реакција на оваа одлука на израелската влада. Ситуацијата останува вжештена, бидејќи арапите се свесни и муслиманите се свесни дека Израел има намера да изгради трет храм, тоа е веќе јавно, одамна е тоа јавно познато. Деновиве дури прочитав една многу за мене фасцинантна информација што не ја знаев во врска со една тајна средба што се случила далечната сега 99 година помеѓу Бил Клинтон, тогашниот израелски премиер Ехуд Барак и никој друг, тогашниот водач на палестинската ослободителна организација Јасер Арафат. И што било одлучено на таа тајна средба, за тоа повеќе ако даде Господ живот и здравие следната сабота. Бидејќи сега немам намера да зборувам за тоа, а јас би сакал
да позборувам малку за една позната тема, но верувам кога е во прашање Христовата смрт, неговата голема жртва за нас, за нашите гревови и за нашиот живот, не смее никогаш да биде здодевна тема. Зошто учениците Христови, зошто следбениците Христови доживеа волку големо разочарување? Зошто едноставно беше поразена и уништена нивната вера, кога го видоа Христа мртов, распнат на крстот? Кај некој од нив, може би се уште тлееше некоја надеж дека во последен момент ќе се спаси. Јуда предавникот бил убеден дека Христос обавезно ќе се спаси. Нема шанса тој да дозволи да му го направат сето ова злосторство. Сите овие маки, шибања, камшикувања, плукања и на крај крсната смрт. Не само Јуда, кој што во сето тоа гледал и прилика за добра заработка, ке заработам 30 дневници, Христос ке си се ослободи и така. Ако нешто ми преречат или ако ги бараат парите назад, ќе им речам, па ви реков, тој што ќе го бакнам, тој е. Фатете го и држете го цврсто. Ако ви избегал, значи, ваша одговорност. Не сте го задржале доволно цврсто. Тоа беше планот на Јуда. Пред Христовото апсење, планот на Јуда изгледал сјаен и не чувствувал никаква грижа на совест. Кога почнал Јуда да чувствува грижа на совест? Кога уште во Кајафовиот двор сватил дека Христос нема намера да се ослободува и дека ќе ја испие таа горка чаша, ќе ги претрпи тие понижувачки маки и сета таа тортура до крајот. Тоа го сватил и Петар и затоа се одрекол од Христа 3 пати таа вечер. Иако истиот ден пред тоа што се фалеше. Дека ако овие другиве се откажат, јас, првиот папа, нема шанс. Другиве се обични католици, другиви апостоли. Ама јас, нема шанс. Нема теорија. Тоа го сватили и другите ученици. Сватиле дека Христос нема намера да се ослободи. И доживеале горко разочарување. Се сеќаваме на зборовите на учениците што патувале за Емаус, дури недела навечер, многу часови после Христовото воскресение. Се уште до нив не допрела веста дека Христос станал од мртвите. И му велат на самиот Христа, во кого гледале обичен странец, кога им се придружил, а ние мислевме дека е Он тој што ќе го избави Израел. Ние мислевме дека е Он Мешиха. Ние мислевме дека е Он Месијата. Ние мислевме дека е Он ветениот, испратениот од Бога. И што заклучиле кога го виделе Христа мртов на крстот? Дори и тоа кога го провоцирале непријателите да слезе од крстот, тој тоа не го направил.
Откако издивнал на крстот, заклучиле што? Дека не бил тој за жал. Дека Христос не бил вистинскиот Месија. Имал ли право Јуда, Петар, Јован, било кој од учениците, овие двајцата за Емаус, имале ли право вака да размислуваат и вака да се чувствуваат? Немале. Да се подсетиме зашто не известува Матеј најнапред. На крајот од своето Евангелие, Евангелие по Матеј, 27 глава, тоа е предпоследната глава, поточно. Ке почнеме да читаме кај 62 стих. Христос е веќе мртов, дури е и симнет од крстот на Велики петок. Јосиф веќе измолил од Пилата да му биде дадено телото, го завиткал во чисто платно и го погребал, го положи во својот нов гроб, излабен во карпа. И сега 62 стих вели на другиот ден по петокот. Кој е тој друг ден? Тоа е саботниот ден. Значи, во саботниот ден, или во големата сабота, се собраа првосвещениците и фарисеите кај Пилат. И што му рекоа? Господаре, или како што Мел Гибсон замислил во неговиот филм, губернаторе. Му се обраќале на латински Кајафа и свештениците. Господаре, ни вели Матеј, се сетивме. Што се сетиле Христовите непријатели, свештениците и фарисеите? Господаре, се сетивме дека овој измамник уште дури беше жив, рече. Што? По 3 дни ќе воскреснам. Дали Христовите ученици се сетиле на овие Христови зборови? Во големата сабота? Не, за нив големата сабота беше ден на жалост, ден на тага, ден на депресија, на разочарување. Црна сабота, Black Sabbath. И затоа е единствената постна сабота во православниот календар. Христовите непријатели се сетиле во саботниот ден на Христовите зборови, дека по 3 дни ќе воскреснам, а неговите ученици не се сеќавале. Зошто не се сеќавале? Видите, темата за воскресението, иако била соблазнителна и крајно неприфатлива тема за грците, например, не била ни многу позната, така да речем, и кај самите евреи за нивен срам, иако старозаветните пророци јасно зборуваат за воскресението како тема воопшто. Но обичниот народ, мнозинството луѓе, повеќето, особено во тоа време и неписмени, немале ниту Библии во своите домови, ниту читале. И многу и не знаеле. Но зошто не се сеќавале на Христовите зборови? Како тоа свештениците и фарисеите се сеќавале? Да се вратиме овде во Матеј на 17 глава. После големото чудо на Христовото преображение на гората во Галилеја, каде што им се придружија и Мојсей и Илија од озгора,
17 глава, дури и после исцелението на синот на оној човек кој што беше обседнат од зол дух, почнуваме да читаме од 22 стих. Да, и 23. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки, или во раце на грешници, во други преводи, во другите евангелија, и ќе го убијат. Че многу јасно, ќе го убијат. И ја најавил својата смрт. И на третиот ден ќе воскресне. И сега тука ни вели 23 стих, и тие многу се нажалија. Што значи добро ги сватиле неговите зборови. Зошто последната сабота не се сетија на нив? Да, точно, Исус кажал и творел многу работи што Јован вели ни сите книги што постоеле во тој тогашен свет не би биле доволни да ги соберат сите тие податоци. Нашите денешни мегабајти сигурно ќе ги соберат. Исус кажал и Исус направил еден куп работи, на што попрво би се сетиле, но ова не е некоја споредна тема. Исус ја најавил својата смрт. На денот кога се прославил, на денот кога се преобразил, на денот кога и Мојсей и Илија се симна и пред очите на овие тројца ученици му оддадоа чест и слава на Исуса како на нивен Господ, како на нивен цар и господар, и владика, и така натаму. На денот на таа голема слава, Христовото преображение и потоа исцелението на овој обседнатиот, Исус ја најавува својата смрт. Значи, учениците се воодушевени, народ е воодушевен од Христовите дела, од Христовата слава, од Христовите чуда. И во среде таква атмосфера на триумф, не е секој ден велик ден, како што вели нашиот народ, и не е секој ден не било можно да се видат Мојсей и Илија, да се сретнат, симнати од небо. Значи, тоа било преславен ден, барем за овие тројца ученици, што тоа го виделе со своји очи, Петар, Јаков и Јован. Но, среде таа славна еуфорија, во таа славна атмосфера, Исус го најавува нешто сосем расипувач на забави, нешто сосема спротивна, морбидна, соблазнителна, неверојатна мисла. Ја најавува својата смрт, а потоа воскресение. Значи, за нив прво смртта е нешто неприфатливо, како е тоа можно? Што зборува сега овој? И од фрапантноста на смртта забораваат на воскресението. Односно, тоа не ни доаѓа на ред за внимание во нивниот мозок. Но, да забележиме како Исус ги подсетува учениците кратко време пред Голгота на својата смрт. Да отвориме во Марко 14 глава. Марко 14 глава
и познатиот случај во домот на Симон лепрозниот. Во Лука 7 глава, најверојатно од 36 стих па до крајот на таа глава, најверојатно станува збор за истиот настан, иако таму се зборува само за Симон фарисејот. Но некој велат дека тоа можеби не е ист настан, бидејќи Лука го споменува многу рано во Евангелието, а потоа следат други настани од Лука 8 глава натаму. Можно да се тие два различни, но во секој случај, било да се исти или различни описи, исти или различни жени, грешници, и едната и другата, сепак се разликуваат сите тие од Јован 12 глава, каде Јован зборува дека Исус дошол во Витанија на 6 дни пред Пасха, значи во Лазаревата сабота. И таму Марија со скапоцено миро му ги измила нозете, го истурила врз неговата глава, и Јуда, а со него и останатите ученици негодува зошто морало да се троши волку скапоцено масло, кое што можело да се продаде и парите да им се дадат на сиромасите. Но тоа е, според Јован 12 глава, први стих, на 6 дни пред Пасха, значи во Лазаровата сабота, така наречена. А овде во Марко 14 глава читаме на 2 дена пред Пасха. 14 глава, први стих. По 2 дни беше Пасха и празникот без квасници. Значи, овде станува збор за, да речеме, средата на вечер. Пред Велики четврток. А првосвещениците и книжниците сакаа да го фатат на измама и да го убијат. Но велеа не на празникот, за да не стане бунт меѓу народот, меѓу луѓето. А кога беше тој во Витанија, значи пак е Витанија, ама не е Марија и Марта, нека е Лазара дома, во куќата на Симон лепрозниот, и седеше на трпеза, дојде една жена со шишенце скапоцен и чист нардов мирис, вели овој превод, и кога го искрши шишенцето, го изли мирисот врз неговата глава. А некои негодуваа во себе и говореа, зошто мирисот да се растура? Тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 денарии. Не овие наши денешни. Тоа е римската сребрена монета денариус. Значи само еден од тие 30 јудини сребреници, кој што бил доволен за цела дневница. Да. Значи, ова било многу вредно масло. И го изли мирисот врз неговата глава, и сега да, тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 денари и да им се раздадат на сиромасите, и негодуваа против неја. Сега битно е што вели Христос. Но Исус рече, оставете ја, неја. Зошто ја буните? Таа направи добро дело за мене. Сиромасите секогаш ги имате со вас. И ги имаме и до 21. век. И кога сакате, може да им направите добро. Но ме немате секогаш. Тоа што можеше, таа го направи. Однапред го помаза телото мое за погребение. На 2 дни пред крстот Исус одново ги подсетува своите ученици. На што? На неговата смрт, бидејќи погребение се случува кога имаме работа со мртво тело. Кога телото е мртво. Зошто учениците не го разбраа ова? Замислите, во среда Исус им вели, таа однапред го помаза телото мое за погребение,
а во петокот тие тоа го забораваат, значи 2 дена подоцна воопшто не размислуваат за тоа. Саботата Исус лежи мртов во Јосифовиот гроб. Исто така, воопшто не им доаѓа на ум ова што Христос го најавил. И дури на учениците кон Емаус, веќе воскреснат, но тие се уште не го препознале, почна да им раскажува од Мојсеја и пророците наваму се што било проречено за Христа, за Месија, за Спасителот, се како тој требало да пострада и така натаму. Дори тогаш разбрале, дори тогаш им се отвори умот да го разберат писмото, да ја разберат Христовата мисија. Па што мислеле кога Исус во средата навечер им го кажува ова? Таа однапред го помаза телото мое за погребение. Каде им беше паметот? Паметот им беше во цената и вредноста за арчот на скапоценото миро. Видите, колко често ви се случило и мене, многу пати, да прочитате некој текст во Библијата и едноставно ветар и магла, да не го забележите значењето. И кога некојаш друг пат ќе го забележите тој текст, и како ова не сум го знал порано. А 100% сум го прочитал порано. Но тогаш умот мој не обрнал внимание на тој конкретен текст. И во некои случаи поминале години пред да го сватам вистинското значење на некој текст, што и порано сум ги читал тие текстови, но не сум обрнал внимание. Така и кога Христос зборувал, Христос кажувал нешто, ја нагласува својата смрт, го фали доброто дело на оваа жена, која што покажала многу поголема љубов кон него и од домаќинот и од сите останати. А нив им е паметот во она што Јуда ги подбуцнал да мислат уште од Лазаревиот дом 4 дена пред тоа. Зошто волкав арч? Затоа кога Христос ги кажува зборовите за неговото погребение, едноставно ги кажува како во ветар. Тие тоа на тие зборови не обрнуваат внимание. Да, баш ка што психолошки се уште им била неприфатлива таа идеја. Овој нивен Христос, кога тие очекуваат во неделата при славното влегување во Ерусалим, целиот народ му воскликнува осана, оваци. Тие очекуваат Христос да се зацари, да седне на Давидовиот престол, тие да бидат првите министри до него. Каква смрт, какви страдања? Неприфатливо. Еди како се однесуваат, сте забележали како се однесуваат некои политичари пред избори, дури некои што катастрофално губат и ги нема никаде во резултатите, а пред избори ние ќе победиме. Само ние сме решение. Народот препознава во нас голема сила и така натаму и така натаму. Дури ако се самите во себе убедени дека немаат шанси, сепак тие кажуваат вакви работи пред избори, затоа што знаат дека само така можат да создадат една лажна слика дека навистина голем дел од народот нив ќе ги поддржи, па иде и овие поколебливите и по-неопределените да ги придобијат. Кога Христос нешто зборувал, ако таа тема, и тоа нам не може да ни се случува, и ни се случува, ако Библијата зборува за некоја тема, која што не ни е многу пријатна и не ни се допаѓа, барем во тој момент, ако ништо друго не ни е интересна,
Многу лесно можеме да ги превидиме тие текстови, тие стихови, да поминат нашите очи преку нив, но да не влезе, нивното значење да не влезе во нашиот ум. Едноставно, зависи од нашиот интерес. Читаме работи кои што не интересираат, кои што во моментот се во нашиот фокус, го окупираат нашето внимание, во моментот не се интересни за проучување. Но многу е битно редовното читање на Библијата, затоа што кога читаме редовно библиски текст, читаме и работи што не сме мислеле однапред, баш нив да ги читаме, или не сме планирале, туку едноставно нешто што во тој момент доаѓа пред нашите очи и ако добро го забележиме, ќе ни остане во сеќавање. Но повеќето текстови едноставно нашите очи ќе поминат низ нив и повеќето ќе ги заборавиме. Така било и со Христовите зборови. Затоа што учениците не сакале пред се, не ја сакале мислата за неговата смрт. Затоа што имале други надежи, други планови, исто како и Јуда. И Јуда ги слушнал овие Христови зборови. И Јуда можел да знае, според ова, дека Христос планира да умре. И Јуда можел да знае наместо истата вечер да отиде и да се пазари со свештениците. Да го продава Исуса. Можел да знае дека Христос нема намера да се ослободи. И тој ги испуштил овие зборови. И тој не им обрнал внимание на овие зборови. И тоа невнимание го чинеше скапо, го чинеше душа, не само глава, туку душа го чинеше. Го загубил трагично вечниот живот. На својот греф на предавство го додал и непростливиот греф на самоубиство. Страшно нешто. Христовата смрт, која што за грците беше лудост, вели апостол Павле, за евреите беше соблазан, тешка соблазан. За Христовите ученици беше тешка соблазан, неприфатлива идеја. До последен миг за нив Христовата смрт беше неприфатлива идеја. Многу подоцна, по воскресението, особено по Педесетница, по просветлението од Духот Свети, го разбраа вистинскиот карактер на Христовата мисија, вистинското дело и цел зошто Месија требал да дојде на земјата. Дори тогаш разбрале дека на таа Христова смрт, која што била толку соблазнителна, толку неприфатлива, го должиме целото наше постоење, го должиме целото наше спасение. На таа Христова смрт должиме се. И затоа, кога Христос умрел и издивнал на крстот, сите негови поглупави од ѓаволот непријатели можеле да се радуваат и да сметаат дека се задоволни, но ѓаволот не се радувал. Тој знаел дека Христовата смрт, само тој знаел дека Христовата смрт на крстот, тоа што и Христовите пријатели и следбеници не го знаеле се уште. Христовата смрт на крстот беше Христовата победа, а сатанскиот пораз за вечни времиња. Или како што вели Елена Вајд, на крстот, кога Христос издивнал на крстот по сите претрпени маки, на сатаната му задзвоне, што? Смртното звоно му задзвони на сатаната. Тој сватил
со последните напори се обидел да ја осуети мисијата на Спасителот, провоцирајќи го да слезе од крстот. И не успел. Не успел да го испровоцира Христа во најмала ситница. Не успел да го наведе на грев. Не успел да го наведе да се откаже од своите страдања и маки. Христос ја испил таа горка чаша до последна капка крв и извојувал победа за сите нас, за целото човештво. На нас останува поединечно. Дали ќе ја цениме таа жртва? Дали ќе ја примиме таа жртва? И не е битно дали сме ја ценели и примале во минатото. Ако Христос денес дојде или ако денес настапи смрт за нашето тело, каква ќе биде мојата денешна состојба, од тоа зависи мојата вечна судбина, не од стара слава. Нека даде Господ Светиот Дух да го омекне и денес нашето срце, да го понизи нашето срце, да ја отфрлиме од нас прашината на нашата гордост и да ја прифатиме Христовата жртва со цело срце, со сета почит и сета слава која што не му припаѓа. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Ти благодариме, Господи, за оваа голема жртва. Ти благодариме за Твојата голема милост. Ти благодариме што не подсети, Господи, како што и пишува сестра Вајд во Копнежот на вековите, дека ангелите небесни се згрозени кога гледаат колку површно, колку малку ја цениме оваа жртва и колку сме површно благодарни за неа. Тоа е така затоа што срцата ни се тврди, срцата ни се закоравени и затоа те молиме, Господи, замени ги нашите срца со срце месно, срце чисто, срце праведно, срце благодатно, милостиво, срце кое што ја цени и ја прифаќа Твојата жртва и со сета тага за собствените гревови и со сета радост заради Твојот триумф. И таа радост сака да ја сподели потоа со другите. Прости ни, Господи, што дозволивме да закорави нашето срце. И те молиме, стопи го со силата на Духот Твој свети, со Твојата благодат. Благослови не сите во овој голем саботен ден. Не само нас тука, сите што не следеа и допрва ќе не гледаат и преку интернет, сите што се на пат, сите што се на страна, во странство или било каде, сите што сте разочарани, оладени и како учениците на Велики петок и Велика сабота и тие поразени во својата вера, ја загубиле верата, се оладиле и нивните срца, и нивната љубов кон Тебе. Најмногу те молиме за нашите болни и немокни, те молиме за сестра Мимица, кога во овој ден најмногу се сеќаваме на зборовите на пророкот Исаија, дека со Христовите рани ние се излечивме. И затоа те молиме, Господи, заради Христовите заслуги, заради неговите рани, исцели ја сестра Мимица во името Христово. Амин.